Дали и колку го одлагаш реализирањето на своите желби, цели, соништа? Колку често се ставаш себе си на последно место? Колку често ги ставаш туѓите потреби пред своите? Ова може да го провериш веднаш со еден многу едноставен тест. Во текот на 24 часа свесно прати дали кога имаш базични потреби, како што е потребата за пиење вода, одењето во тоалет, потребата за храна, за сон, брзо ги задоволуваш тие своји потреби или не? Дали кога ќе почувствуваш било која од оваа основна човечка потреба, ја одложуваш за подоцна? Дали во ситуации кога имаш услови и ресурси да ги исполниш тие своји човечки потреби, тоа не го правиш затоа што ти е поважно да завршиш било која друга работа? Ако добивањето на јасните сигнали на своето тело ги ставаш на пауза, тоа е знак дека несвесно себе си се ставаш на пауза. Зошто е ова јасен сигнал дека се ставаш себе си на пауза? Затоа што кога веднаш не ги подмируваш своите базични потреби, несвесно си подготвен да одлагаш и многу поголеми работи, како што се остварување на некоја цел, завршување на некој проект или иницирање на некоја нова активност. Тоа е всушност активација на програмот дека се друго е поважно од нас самите. Овој програм го активира некорисното уверување дека не сме доволно вредни. Ово уверување го има огромен број на луѓе. И ова уверување истите тие луѓе ги спречува во остварувањето на многу своји соништа. Задоволувањето на своите базични потреби може да помогнат во трансформирањето на ова уверување. Може би делува смешно, но на овој начин, кога веднаш ќе го послушаш сигналот на своето тело, всушност на своето подсвесно му испраќаш сигнал дека си подготвен за одговарање на многу поголеми задачи, за реализирање на многу поголеми проекти и остварување на многу големи цели. Целиот наш енергетски систем тогаш знае дека на нас ни е важно, дека ние сме подготвени, дека ние можеме и дека ние сакаме. Вака ја градиш својата одлучност, ја градиш својата способност, својата издржливост. Кога веднаш преземаш акција и за најмалата работа, твоето енергетско тело многу брзо почнува да биде подготвено и за останати акции. Вака во себе ја имаш силата да се придвижуваш и да делуваш за било што, во било која сфера од својот живот. На овој начин свесно го фокусираш својот енергетски ток и твојата енергија е на високо ниво. Вака ја добиваш силната поддршка од страна на сопствената волја и мотивација. Направи еден мал експеримент.
Во текот на 5 дена прати ги сигналите на своето тело. И колку можеш побрзо, дај му на своето тело тоа што ти бара, тоа што му треба. Ќе приметиш дека твојата способност за водењето сметка за себе е многу посилна. Ќе приметиш дека не ги одлагаш работите и дека некои стравови толку не те парализираат и не те инхибираат. Со слушањето на сигналите на своето тело, ти всушност му испраќаш сигнал на твоето подсвесно што е за тебе важно. И на тој начин твојата внатрешна мудрост ја добива пораката за потребната поддршка, за водство, за сила и за храброст. На овој начин го трансформираш уверувањето дека не си доволно вреден, затоа што ја добиваш огромната поддршка токму од внатрешната мудрост, која е дел од бескрајната интелигенција. Со поддржавањето на себе си, на своите потреби, ги поддржуваш и другите. Со слободата на исполнување на своите потреби, ја даваш истата слобода и на другите. И најважно, на овој начин ја градиш својата способност да превземаш акции во секој момент. Ја градиш својата способност да надминуваш ограничувања, да поместуваш граници. Ја градиш способноста да препознаваш што всушност тебе ти е потребно. Така ја создаваш навиката да се залагаш за себе и да се живееш себе си.